Пред нас се илјадници преубави реченици и стихови напишани на санскрит, персиски, кинески, руски, германски, англиски, португалски, шпански, италијански и други јазици, кои во една хармонија, преку мислата и делувањето на многумина преведувачи, се преточени во едно, на еден јазик, на македонски јазик. Јазикот е знамето на народот. Пред нас се нови 30 томови, нови 3 милиони зборови, кои ги придодаваме на веќе објавените околу 45 милиони зборови. Ако ги додадеме илјадниците стручни забелешки на редакцијата за секој едно дело, научните полемики околу одредени филолошки проблеми и теоријата на преводот, преку проектот Звезди на светската книжевност, добиваме една голема база, која не само што ја збогатува нашата лексикографија, туку представува една своевидна печатена и дигитална база, која понатаму може да послужи за многу еднојазични и двојазични речници, правописен речник, дигитални речници и бази, енциклопедии, всушност за цврстување на темелот на нашиот јазик, доказа неговиот идентитет, добијани со добивањето на авторските права за превод од сите светски јазици на вредните дела на светската книжевност. Звездите на светската книжевност се еден крупен чекор во афирмирањето на Република Македонија, како културна средина која длабоко ги респектира светските книжевни вредности и нивниот придонес во општиот цивилизацијски развој. Но истовремено, ова едиција силно ги демонстрира и нашите заложби најдоброто од светската книжевност да им стане достапно на нашите граѓани. Овие книжевни дела, кои досега воопшто не беа преведени на македонски јазик, се исклучителна придобивка за сите генерации, особено за младите и за нивната едукација, бидејќи преку овие книжевни остварувања, тие добиваат можност да ги осознаат врвните вредности на современите класици, познатите бестселери, мемоарите, избраните дела, наградените дела на познатите добитници на светските признанија, вредностите на наследството, вредностите на наследеното светско книжевно богатство. Почитувани присутни, патувањето низ времето и просторот на човековиот креативен книжевен ум денеска го продолжуваме преку новите 30 наслови. Етеричната убавина на книгите е соодветно доловена во мислата која вели: книгата е како сон кој можете да го држите во рака, на која во духот на овој проект и денешната промоција јас би додал и да го споделите со други. Токму тој квалитет на пишаниот збор, кој не возможува ненадмирлив поглед во емоциите, фантазијата и размислувањата на исклучителни луѓе и времињата во кои живееле, представува најголемото нематеријално богатство на човештвото. Тргнувајќи со таа мисла, го започнавме овој капитален проект со кој Македонија добива пристап до некои од најголемите дела кои некогаш биле напишани. Досега во рамките на проектот се објавени вкупно 442 наслови, кои трајно го збогатеа книжевниот фонд на македонски јазик. На денешната промоција, оваа бројка ќе ја прошириме со нови 30 врвни творби, кои стануваат достапни на македонската јавност. Тоа значи дека вклучително со овие 30 преведени дела имаме вкупно преведени, испечатени и дистрибуирани низ библиотеките 472 книги од предвидените 560. Според планот и зададената динамика, реализацијата на овој огромен проект по значење, но и по офат, треба да биде финализирана до крајот на оваа година. За промоцијата која е пред нас, карактеристичен е високиот степен на разновидност на автори, но посебно на временски периоди, офатени од денешните преводи. Опсегот се протега дури и низ милениуми, па така имаме дела во кои е содржана поезијата од антиката па се до современа карипска поезија, која говори за модерната борба за еднаквост и слобода.